Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е влезот на Башчаршија, ова е срцето на Сараево и на Босна и Херцеговина. Тука во Башчаршија се кријат многу тајни. Една од тие тајни е зошто Али Изетбеговиќ не прифати да биде председател на една скратена Југославија и дали ако тоа го прифатеше, можеби ќе беа спасени 200.000 животи кои беа изгубени во таа војна во Босна од 92 до 95 година. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbula. Таа 92 година постојат 4 концепции околу идниот развој на Босна и Херцеговина. Првата концепција е на србите кои сакаат со државен удар да го сменат босанското раководство и на чело на Босвана го донесат Фикрет Абдич Бабо или поранешниот генерален директор на Агрокомерс. Втората концепција можеби ја заговара тоа санџачко лоби предводено од Сефер Халиловиќ, кој е прв началник на армијата на Босна и Херцеговина, кој сака да го трнат или да го елиминират Али Изетбеговиќ и да ја формират една единствена и целовита Босна и Херцеговина. Третиот концепт е на Али Изетбеговиќ, кој настоја да ја формира таа муслиманска или филџан Босна и Херцеговина, и четвртиот концепт веројатно е концептот на еден дел од бошњачката интелигенција кој сака да направи договор со Белград и со Милошевиќ и на тој начин да ја спаси Босна и Херцеговина, односно Босна да остане во една скратена Југославија. Имаше многу планови на маса, имаше многу тајни преговори во тој период од 92 до 95 година. Еден од тие предлози беше да биде формирана скратена Југославија, без Словенија, без Хрватска и без Македонија, која на 8 септември 1991 година прогласи независност, да биде формирана скратена Југославија од Србија, од Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина, и председател на таа скратена Југославија да биде вашиот татко Али Изетбеговиќ. Начелно е дадена согласност, подоцна е повлечена таа согласност. Зошто? Ja ne znam da je data ikakva načelna saglasnost. Moj otac nikada nije pristao u tome da ostane u nekoj krnjoj Jugoslaviji, kako je bilo to planirano od strane Srba. Dakle, samo u Jugoslaviji u kojoj su i Hrvatska i Srbija. Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina. Dakle, moj otac nikada nije pristao da Bosna i Hercegovina ostane u krnjoj Jugoslaviji, a za ponudu da on bude predsjednik u jednoj takvoj zajednici je kazao da je to najnemoralnija ponuda koju je dobio. Jer evo o čemu se radi. Preko koga je dobiva ta ponuda? Dobio je tu ponudu od Miloševića i od Adžića. I sa Adžićem se u praskozorje rata našao u Skoplju. Kad je poletio avionom iz Sarajeva, meni je rekao, čuješ, ovo je prvi put da brinem za svoj život. Ne znam hoće li se vratiti, pozdravio se sa mnom. I nikad to ni prije ni poslije nije uradio. Ali tad se bojao za svoj život. Išao je na pregovore sa Adžićem gdje je tražio da se izbalansira general štab. Da u njega uđu Hrvati, Slovenci, Bošnjaci, Albanci i tako dalje. Adžić mu je kazao, ma nemojte, gospodine Izetbegović, pa to je tradicionalno srpska stvar. Dakle, vojska je tradicionalno srpska stvar, oni bi da budu generali, a da mi budemo vojnici, ili topovsko meso. Hajte vi nama budite predsjednik. I za tu ponudu je kazao da je bila najnemoralnija koju u životu dobio. Сега е веќе јасно дека Али Изетбеговиќ и таа клика околу Али Изетбеговиќ имале една единствена задача да биде формирана првата муслиманска држава во срцето на Европа после распаѓањето на Отоманската империја. И тука се поставува клучното прашање дали вредеше за формирање на таа прва муслиманска држава во срцето или во стомокот на Европа да загинат толку луѓе во Босна и Херцеговина. Зошто не прифаќате или не ги прифаќате предлозите на Фрањо Туџман? Има три такви предлози. Првиот април 1991 година, вториот јули 1992 и третиот декември 1992 година за заедничка воена стратегија на бошњачкото водство во Босна и Херцеговина и на хрватските воени сили за одбрана од српските воени формации. Тоа го правите дури една или две години подоцна. Откуд вам такви подаваци? Тоа се објавува во мемоарите на Мухамед Филиповиќ, дека тој преговарал во името на бошњаците. Немојте превише озбилно сватати оно што пише Мухамед Филиповиќ. Nemojte to previše ozbiljno shvatati. Otkud Muhamed Filipović zna takve stvari? On bio jedan od intelektualaca u to vrijeme.
92. godine, ko je bio Mohamed Filipović? Dakle, vi ste malo čas kazali da sam ja bio u kabinetu Ali Izetbegovića. Jesam. Bili na pregovori su Milošević? Bili su on na pregovorima. Vodili su Karadžić, vodili su Koljević, su Krajišnik. I pravili su nekakve dogovore o tome da Bosna i Hercegovina ostane sa Srbijom, koji su odbijeni, koji je narod odbio. Ali vi sad govorite o nečem drugom, da je Tudžman ponudio neke... Dakle, Zulfikar Pašić i Filipović su bili pristali da ostanu sa Srbima, jer su se bojali snage srbijanske i srpske. A priča o tome da je nama Tudžman ponudio neke paktove, ja se takve stvari ne sjećam. Дали сегашниот член на председателството на Босна и Херцеговина и син на Али Изетбеговиќ, Бакир Изетбеговиќ, во периодот на војната од 92 до 95 година беше главниот шеф на тие тајни финанси на партијата ЕСДА и дали во негово време се проневерени или исчезна повеќе од 2 милиарди долари. Од сегашна временска дистанца, дали го одбравте вистинскиот пат? Според бошњачки проценки, во војната во Босна загина повеќе од 200.000 луѓе. Според српски проценки загина повеќе од 100.000 луѓе или околу 100.000 луѓе. Која цифра да е точна? Станува збор за една маса на луѓе, значи луѓе кои загинаа од војната во Босна и Херцеговина. Ако гледаме патот на Црна Гора, таму независноста која е извојувана е со многу помалку жртви, без малку, што се вика 1000 пати помалку жртви да е Црна Гора отколку да е Босна и Херцеговина. Остана во сојуз со Југославија, подоцна се раздружија од таа СР Југославија, сега имат независност и се многу понапред од Босна и Херцеговина и на патот кон НАТО и на патот кон ЕУ. Дали од сегашна временска дистанца можеби сгрешивте што не влеговте во таква една скратена Југославија, бидејќи можеби немаше да изгина толку многу луѓе во Босна и Херцеговина, бидејќи ова беше крваво, беше безмалку кланица која се случуваше тука. Нема место, нема град. Сега од овде да погледнеме низ прозорот, ние гледаме или трамвај или гробишта. Ne možete vi nešto raditi što neće narod. Dakle, kad je moj otac kazao da se razgovara o asimetričnoj federaciji, gdje bismo mi nešto jače veze imali sa Srbijom nego sa Hrvatskom, imao je pobunu. Помнете, народот народ не мора да гледа напред, господин Изетбеговиќ. Ajmo da završim rečenicu. Zato postoјат лидери. Ja sam vas pustio da završite, pa pustite vi mene da završim rečenicu. Dakle, ne možete vi voditi narod kuda on neće. Vi niste taj narod mogli ostaviti u toj zajednici, u kojoj bi Adžić da budu Srbi generali, a ostali da budu topovsko meso, da idu razarati Hrvatsku. Da je moj otac to pokušao, ono što vrijedi Bošnjaka, zajedno sa Hrvatima bi se digli na pobunu. I ne biste izbjegli taj rat, ali bi tad Bosna i Hercegovina bila podijeljena. Jer inertniji dio Bošnjaka bi ostao dakle, porodični ljudi. Svi oni hrabriji, odlučniji, bi stali zajedno sa Hrvatima i odbranili bi nekakve hrvatske teritorije i nešto u Bosni i Hercegovini što bi se pripojilo Hrvatskoj. I naš narod bi nestao u tome, dakle Bošnjaci bi nestali u tome. Bili bi podijeljeni u dvije vojske. Jednom bi komandovao Ratko Mladić, a drugom bi komandovao neki hrvatski general, Bobetko, i sudarali bi se među sobom. Tu bi nestala i naša kultura i tako dalje. Tako da o tim nekakvim eksperimentima, šta bi bilo, da je bilo, možda je moglo biti malo, to je moj otac nazivao naknadnom pameću i od nje nema neke posebne koristi. Мухамед Филиповиќ, кој е еден од главните, ако не и најсилен босански интелектуалец во последните 20 години, раскажува за тие тајни разговори со Слободан Милошевиќ, а подосна и со Фрањо Туџман, на кои разговори е разговарано за формирање на скратена Југославија. Начело на таа скратена Југославија треба да биде Али Изетбеговиќ и еве ги размислувањата или сведоштвата на Мухамед Филиповиќ зошто не е прифатен тој предлог. Кога вие се среќавате со Милошевиќ? Кога е таа средба помеѓу вас, Зулфикар Пашич и Милошевиќ? Зулфикар Пашич смо захтиевали да се уđe u pregovore sa Srbima, prvo bosanskim Srbima, da nađemo, da ne ekstremiziramo stanje u Bosni i Hercegovini i da vodimo pregovore o rješenju ukupnog pitanja. I vi razgovarate со делот to srpsko rukovodstvo u Bosna? U Bosni razgovaramo sa Krajišnik, Karadžić, Krajišnik, Koljević, Biljana, Plavšićka, mi razgovaramo u predsjedništvu. Izetbegović zna za te razgovore. Izetbegović je čak izjavio novinarima da podržava te razgovore, da je u toku i da podržava razgovore koji bi doveli do mirnog rješenja problema. Znači, vi всушност разговарате со Србите во име на muslimanske strane naroda sa potpunim podrškom i saglasnošću Izetbegovića.
I vidite, doaѓате до некое решение, колку што јас сега имам moja je информација. bila intencija da izbjegnemo rat jer sam znao da ćemo stradati u ratu. И добро, вие со србите разговарате. Mi smo razgovarali sa официјално, Srbima со Караджич, našim, onda su со oni rekli da Plavšić, se ništa što со se Koljević. tiče srpskog problema ne može rješavati bez Miloševića. Значи така вие Taki je stav bio njihov. Oni su nama odmah rekli, molim vas, mi moramo Miloševića informirati jer što god, svako pitanje koje se tiče interesa srpskog naroda, centar koji odlučuje Milošević. Значи така вие заминувате во Белград Jest. на разговори I со onda smo Милошевиќ. mi otišli u Beograd. Вие и Адил Adil i ja. Пашич. Jel? I mi smo imali razgovore u dva navrata i to vrlo intenzivne razgovore. Значи ви имате средба Mi smo zahtijevali ovo. Mi ćemo pristati da ostanemo u toj krnjoj Jugoslaviji. Значи во скратена Југославија. Jes, krađa. Pod uvjetima da Bosna i Hercegovina bude garantovan teritorijalni integritet i suverenitet. Suverenitet. Dakle, mi nećemo insistirati na međunarodno pravnom subjektivitetu, zato što ćemo u svijetu biti predstavljeni zajedno. Ali niko nema pravo miješati se u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Значи вие всушност барате да биде формиран сојуз на држави, Na države. а не сојуз на држава. Ne, Значи ne. Oni su predložili da to bude savezna država, ja sam rekao ne, mi se u tome ne slažemo, mi insistiramo na savezu država. Добро, дали Милошевиќ го прифаќа тоа? Пазите. Да биде една скратена Југославија? Izetbegović je со prihvatio da bude, njemu nije smetalo savezna država. Значи Изетбеговиќ прифаќа тоа. Kad smo razmatrali prvi nacrt projekta, dva su bila. U jednom je stajalo savezna država, u drugom savez država. Izetbegović nije imao ništa protiv toga, a ja sam odbio. Ja sam rekao, molim vas, ovo ne može ići, mi moramo još razjasniti ovaj moment, to jeste, mi ne možemo pristati na saveznu državu, nego na savez država. Mora biti ta suverenost izražena kroz to Bosne i Hercegovine. Добро, се извинам, со Ali Милош kod Milošević je bio spreman da pristane na to. и на сојуз на I држави. na savez država. Добро, господине Филиповиќ, кога разговарате со Милошевиќ, вие разговарате за Босна да биде дел на таа сојузна држава, Црна Гора, I Srbija. Srbija. Ne, Косово се спомнува или нешто? Nikada, uopće nije Ni uzimano. Makedonija. Ni Makedonija. Makedoniju su oni otpisali. Во последните 20 до 30 години Мухамед Филиповиќ е главен босански интелектуалец. Во еден временски период е сериозна конкуренција на Али Изетбеговиќ да го замени на функцијата председател на Босна и Херцеговина, водите тајни разговори со Слободан Милошевиќ и со Фрањо Туџман за да го елиминира од политичката сцена. Али Изетбеговиќ го испраќа Мухамед Филиповиќ за амбасадор прво во Швајцарија, а подоцна во Велика Британија. Милошевиќ на таа средба со вас Da. прифаќа, па дури и сам ја дава таа идеја, на таа скратена Југославија председател да биде Алија Изетбеговиќ. Jest. И добро, господине Филиповиќ, ако Милошевиќ даде таков предлог, Да. ако прифаќа дури сојуз на држави да е формирана, ако прифаќа и Изетбеговиќ да биде начело на таа скратена Југославија, ако вие одите на тие преговори заедно со Зулфакир Пашич, со мандат кој ги имате добиено од Алија Изетбеговиќ, и ако СДА партијата на Изетбеговиќ тоа го одбива, тогаш кој е тој мокен фактор во рамки на таа партија кој може да го натера Изетбеговиќ така драматично да ја принечи својата одлука и тој мандат или таа бланко подршка која вас вие давате? Postojala određena uža politička grupacija, porijeklom iz prethodne historije Izetbegovićevog političkog djelovanja, a to znači iz mladomuslimanskog tajnog pokreta, koja je imala moć da Izetbegoviću, da tako kažem, naloži da mora prekinuti te razgovore. Господине Филиповиќ, ако Изетбеговиќ ја одбива таа
солуција, одбива таа можност за некоја скратена Југославија, а претходно 3 пати, ако не се лажам, април 1991 година, подосна јули 1992 и декември 1992 година, ги одбива предлозите на Туџман за заедничка воена акција против структурите на ЈНА и војските на Милошевиќ, тоа се постава логичното прашање. Зошто Али Изетбеговиќ одбива и понуди на Белград и понуди на Загреб, и дали тоа не е еден сон кој во окружението на Али Изетбеговиќ живеел веќе подолги 20 на 30 години, тоа да биде прв пат после повлекувањето на турците од овие простори, формирање на една муслиманска држава во срцето или во стомакот на Европа. Svoje mišljenje da bi to moglo biti stvarno glavni razlog baziram i na činjenici da sam ja u vrijeme kad sam sarađivao sa Izetbegovićem, na njegov zahtjev i njegovu molbu, i on je nastojao da mene angažira. E sad, u tim kontaktima i u saradnji koju sam ja imao u tom smislu s njim tokom ljeta 90. godine, ja sam sasvim slučajno na stolu u sobi koju smo zajedno dijelili, ja i Izetbegović, našao jedan dokument o tome, jednu ekspertizu jednog pravnika o tome da li bi podjela Bosne mogla štetiti muslimanima. Gdje ovaj pravnik zaključuje da ne mora štetiti muslimanima ukoliko bi im se osigurala prava na organizaciju sopstvene države. Tu ekspertizu je naručio Izetbegović, a napisao je Halid Čaušević, sin poznatoga nekadašnjeg reis uleme Džemaludin Efendije Čauševića, inače čovjek koji je bio pravnik, živio u Zagrebu, bio po nacionalnoj orijentaciji Hrvat i tako dalje, ali čovjek koji nije imao nekakvu pravničku karizmu ili šta ja znam, i koji je po svojoj prilici bio vrlo pogodna ličnost da da mišljenje koje bi opravdavalo nastojanje i vođenje politike muslimanske ka stvaranju nekakve muslimanske države. Da li je to tako, to ja ne mogu reći do kraja, ali mnogi postupci ukazuju na to da bi se političko vodstvo muslimansko u tom momenta, to znači stranka SDA, zadovoljila sa jednom teritorijom u kojoj bi ona mogla da instalira, da tako kažem, svoju homogenu vlast. Тука нека да правиме мала пауза за реклами, се враќаме за 3 минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема дали ако Али Изетбеговиќ прифатеше да биде председател на една скратена Југославија, немаше да загинат повеќе од 200.000 луѓе во војната во Босна и Херцеговина. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, пак ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Ukusna magija. Bonitas. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Eurostandarд банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Eurostandarд банка. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbula. Сегашниот шеф на босанската полиција Фахрудин Радончич, кој се смета за најмоќен санџаклија во врвот на власта во Босна и Херцеговина, испрати сериозни обвинувања на адреса на Бакир Изетбеговиќ дека во текот на војната 92-95 година, а веднаш и после војната има нарачано серија на политички убиства на своји политички неистомисленици или на своји политички противници. Има одредени конфликти на тоа санџачко лоби и вашето условно речено бошњачко лоби. Излага министерот на полицијата или како овде се нарекува министерот за безбедност и ве обвинува дека се учествувале во разни политички екзекуции. Поранешниот прв началник на генералштабот на Босанската армија Сефер Халиловиќ исто од Санџак и тој ве обвинува за разни политички ликвидации. Знаете, тоа се сепак конфликти во бошњачкото ткиво, знаете. Да кажем, тоа су една политичка борба sa jednim niskim udarcima. Toga imate svugdje. To što se desi neki ministar sigurnosti koji ovakve stvari izgovore ili neki general koji ne sluša predsjednika, pa takve stvari se dese svuda u svijetu. Меѓутоа, тешки обвинувања. Тие санџакли изрекуваат на ваша адреса. Например, министерот за полиција вели дека вие сте учествувале во политички ликвидации. На поранешниот заменик министар за одбрана, на еден од поранешните шефови на тајните служби, на фамилијата на Сефер Халиловиќ, кој е прв началник на генералштабот, на некои од поранешните безбедносни структури, на некои од поранешните генерали кои бранат Сараево. Имате 100 утицајни санџаклија. Тие се тешки обвинувања. Имате 100 санџаклија кои су bili neki uticajni ljudi i koji su i sad uticajni ljudi. Generali, biznismeni, ali da završim, molim vas. Mogu da završim. Dakle, imate 100 sanđaklija. I među tih 198 su dali snažni doprinos i oni su naši prijatelji i oni su inkorporirani prirodno u čitavo to društvo. Onda nađete dvojicu koji nisu. Znate vi koliko ja napada doživljavam novinskih u zadnjih 25 godina? Zašto? Kakvih laži sam ja Zašto? Ne znam zašto, ali to je tako. Зошто се тие напади? Тоа се тешки напади. Дека вие сте били начело на тие политички ликвидации во Босна и Херцеговина. Тоа се будалашти. Дека сте имале контрола на тоа криминално милје, кое е во интерес на одредена структура во СДА околу вашата партија. Тоа су напади, dakle, Фахрудина Радончича на мене, кој е био претендент на позицiju bošnjačkog člana predsjedništva. Izgubio je tu borbu. Gospodin Radončić koji ima svoju televiziju, koji ima svoju novinu, koji ima svoje tornjeve, znate, koji ima svoju stranku, koji ima svoje novce, nije uspio da sjedne na tu stolicu. I ovo su njegovi napadi na mene. Сефер Халиловиќ е првиот командант на босанската армија, на таа функција останува некаде до крајот на 93 година. Се смета дека еден од најголемите јастреби во босанското раководство се залага за фронтална или тотална војна и против србите и против хрватите и за ослободување не само на Босна, туку и на Санџак. На крајот тој е сменет од таа функција од Али Изетбеговиќ и веднаш после таа смена е нарачан атентат врз Сефер Халиловиќ. Во тој атентат загинува неговата сопруга. Имате ли сомнеш? Вие, например, зашто то би прифатил човек? Ja sam Ali dok je bio živ, ja sam rekao da je izdajnik. Dakle, ja sam dok je bio živ, rekao sam da je Alija Izetbegović izdajnik. Вие тоа му окажувате на Изетбеговиќ и после тоа ве сменуваат. Да, апсолутно. Што тоа вие знаевте толку тајно и многу за Алија Изетбеговиќ или структурите околу Алија Изетбеговиќ после тоа ваше сменување да направат атентат врз вас, во кој гине дел од вашата фамилија? Да, ja sam svjedokom njihove izdaje. Dakle,
on sjeda sa Karadžićem i sa Bobanom i crtaju karte, dijele Bosnu. Ušte 93. godina. Da. Ja sam ušao kod njega u kancelariji, na stolu karta Bosne nacrtana, Republika Srpska, Hrvatska Republika Herceg Bosna, Bosanska Republika. Pitam šta je ovo? Šta je to? Kaže, ovako će Bosna da izgleda. Tako Bosna nikad neće da izgleda. Kako ću ja da objasnim? U armiji koja ima 300.000 vojnika, imate 30% Srba i Hrvata. Znači, 70-80.000 Srba i Hrvata je u našoj armiji, koji se bore za ovu republiku, ovu malu, ovu, u kojoj će biti nacionalna manjina. Kako ću ja to njima da objasnim? Vi mi objasnite kako da objasnim njima. Oni su stali. Gdje je novac za odbranu Republike Bosne i Hercegovine? Skupljali su pare po svijetu za odbranu. Bila 2 milijardi dolari. Oko 20 milijardi maraka. 20 milijardi marki. 20 milijardi maraka nema. Kad sam zato pitao gdje, i kad sam poredio, kad sam ih pitao gdje su vam članovi porodice, moja supruga i moja djeca su ovdje. U Sarajevo. U Sarajevo. Svi ljudi koji rade sa mnom u armiji, koji su na komandnim dužnostima, svih naših, sve naše porodice, su u Sarajevu. Gospodine Izetbegoviću, vaša supruga, vaša 2 zeta koji su vojno sposobni, vaše 2 ćerke i unuci su u Istanbulu. Gospodine Ganiću, vaša supruga sa vaše 2 djece je u Americi. I posle toga smenuvate. Da, nakon toga ide smjena i nakon toga ide atentat. Добро, во јавноста сега се вадат одредени анализи, се прават, има изјави на сегашниот министар на полицијата, господинот Радончиć, има и ваши изјави дека вие се сомневате дека одредени паравоени формации под контрола на фамилијата на Izetbegović дека може учествувале во тоа. Ne, to nije paravojna formacija bila. Dakle, to nije paravojna formacija. Unutar službe državne bezbjednosti, koju svaka država ima, svaka država ima službu državne bezbjednosti. Različito je zove. Sad se u Srbiji zove BIA, ako sam ja dobro razumio. U Hrvatskoj zove SIS. Ne znam kako se zove Makedonija, ali nije važno. Ali svaka ima, suština je ista. Ovdje se to sad zove SIPA i OSA. Ali su to, dakle, svaka država ima svoju službu bezbjednosti. U to vrijeme u Bosni se zvala služba državne bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Unutar službe državne bezbjednosti Bosne i Hercegovine formirana je jedna specijalna jedinica, specijalni odred za posebne namjene koje zvali ševe. Dakle, to je legalna jedinica kojom je komandovala država. I ta jedinica je izvršila atentat na mene. Prema tome, to nisu bile paravojne, neke nepoznate, nego su bile, dakle, državne jedinice. To je akt državnog terorizma. Nažalost, stradala je supruga i njen brat. Elektroinženjer koji ima 22 godine, supruga je bila diplomira ekonomista koja je imala 38 godina u to vrijeme. Bila prije toga financijski direktor Torpedu iz Rijeke u Hrvatskoj. Oni su stradali, ja sam slučajno ostao živ. I ako mene pitate, ja volio da je obrnuto, jer bi više volio da je ona ostala sa djecom nego ja. Ali to je bio razlog do čega su oni, i naravno neki lični, vjerojatno nije im se dopadalo način koji ja ali u to vrijeme nije moglo drugačije. На адреса на синот на Али Izetbegović, Bakir Izetbegović, одат многу контраверзи, одат многу обвинувања. Едно од клучните или едно од најтешките обвинувања дека во негово време се изгубени или исчезна некаде околу 2 милиарди долари од тие 20 милиарди германски марки кои беа наменети за купување на босанско оружје, и тоа се средствата кои претежно доаѓаат од арапски држави и преку банки во Хрватска и банки во Виена не стигна на потребната адреса во Босна и Херцеговина. Има тешко обвинување на адреса на Bakir Izetbegović дека вие сте шеф на тие тајни финанси на СДА во текот на војната, дека се вртат околу 2 милиарди долари околу тоа помош на арапските земји за купување на оружје за Босна и Херцеговина, и дека добар дел од тие пари се проneverени. Дека можеби Bakir Izetbegović е најбогатиот. Опет ја сазнаjem од вас, опет ја од вас сазнаjem неки ствари први пут. Први пут чуjem да мене неко оптужи да сам ја неки 2 милиарде
nekih arapskih donacija uzeo. Dakle, prvi put čujem takvu stvar. Dosad su neke druge ljude optuživali za takve stvari. Ovo je prvi put da čujem takvu stvar od vas. Znači, vi niste bile šef na tje tajni finansiji na SDA-vo vremena vojna? Ma naravno da nisam. Dakle, ja u to vrijeme nisam imao takvu ni poziciju. Ja sam bio lični sekretar moga starog oca. Moj otac je bio čovjek od 70 godina, 95. će imati infarkt. Dakle, ja sam mu dozirao lijekove, brinuo se o njega. Nas dvojica smo bili sami i ostali u Sarajevu. Žene smo bili evakuirali napolje iz ovoga pakla. Ja sam 24 sata bio na dan s njima, nisam imao takve kompetencije nikada. Mnogo pari, gospodine Sefer Halilović, beja sobrani za pomoć na Bosna i Hercegovina. Milite 20 milijardi marki. Znači ima mnogo podatoci da delo tije pari koje da preko Zagreb, preko Vijena, iščeznuvat na nekoj nepoznati adresi. Posle vojната гледаме дека добар дел од босанските политичари стана милионери. Го извадија капиталот. Веројатно дел од тие пари кои може би требало да бидат потрошени за оружје биле ставани на некои црни конта. Kad sam ja postavio pitanje, dajte novac da se kupi oružje. Oni su meni tad Izbegović i grupa ljudi oko njega su mi rekli, mi nećemo davati novac za kupovanje oružja. Mi ćemo morati završiti pregovorima, a novac koji stoji ćemo upotrijebiti za obnovu privrede. Dakle, nisu kupili oružje, narod je stradao, a para nema. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbula. Дали во текот на војната од 92 до 95 година неколку пати во седиштето или во центарот на Виена Баки Изетбеговиќ имал средби со неколку од главните оперативци на Ал-Каеда задолжени за регионот на Балканот и дали е тоа линија преку која биле проneверени тие големи пари од арапските држави наменети за Босна и Херцеговина и дали е тоа линијата преку Виена и Загреб или патот по кој муџахедините од арапските држави доаѓаат во Босна и Херцеговина. Кој ги донесе муџахедините во Босна и Херцеговина? Остана тоа, знаете, овој народ проживе една голгота во војната од 92 до 95 година. Изгина повеќе од 200.000 луѓе. Една трагика каква што не се памти во Европа после Втората светска војна. И денес се вади прашањето на муџахедините. И целата таа војна во Босна и Херцеговина е на некој начин завиткана со таа завеса на муџахедините. Кој ги носи муџахедините во Босна и Херцеговина? Зошто ги прифаќате? И дали тоа на некој начин ја девалвираше целата таа борба на бошнечкиот народ за независна Босна? Dakle, Bosna i Hercegovina je doživjela da u nju uđe 100.000 vojnika iz Srbije. 10.000 iz Hrvatske. Ogroman broj dobrovoljaca iz Grčke, ogroman broj dobrovoljaca iz Rusije. I naravno iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. I onda nas pitaju za par stotina mudžahedina zašto su došli. Pitali su njih, pitali su njihovog vođu, Ebu Hamzu, koji je doveo ovdje. Čovjek je još uvijek tu. On je kazao, doveli su nas četnici. Znate, one slike sa CNN-a, onih muslimana i silovanih muslimanki, oni su nas doveli tu. Doveli su i te scene. Dakle, odnos muslimanskih dobrovoljaca spram paravojnih formacija Arkanovih i ostalih, srpskih, hrvatskih, crnogorskih, ruskih, grčkih je 1:100. Gospodin Bakir, што ги прифативте муџахедините? Кои? Па ви имавте 200.000 луѓе под оружје. Вие немавте оружје. Немавте меѓународна подршка, можеби, но имавте војници. Што ќе ви беа муџахедините? Зошто таа етикета да ви ја залепат дека Ko će na sve to misliti u vremenu kad su vas svi napali i izdali? Dakle, u momentu kad vas komšije napadnu, u momentu kad međunarodna zajednica dozvoljava da se to zlo dešava, dođe neka šačica mudžahedina za koju ste vi čuli ili niste, ili uopšte niste čuli da je došla u Bosnu i Hercegovinu. U mrak bosansko-hercegovački gdje su to enklave, znate, neka se probije grupica i vi čujete da neka ima tamo u travniku ili niste ni čuli za tu stvar. I sad vi od nas tražite da u tom času mi odstranimo 10-ak ljudi koji su došli da se bore na našu stranu. Ne znate hoće li napraviti zločin, šta će. Dakle, ljudi su došli da se bore, pa ako treba je poginuti, donijeli neko oružje, neku pomoć. Treba da njih odstranite, da budete toliko dalekovidi. U momentu kad 100.000 vojnika iz Srbije razara Bosnu i Hercegovinu, vi trebate reći, ovi 100 mudžahedina, mi njih trebamo skloniti, jer jednog dana će nas pitati što su nas doveli, koji je doveo i pišete jednako krivi. Dakle,
Suviše me pitate. Дали на почетокот на војната во Босна и Херцеговина санџачкото лоби сакало да го елиминира Али Изетбеговиќ физички или политички и дали тоа се случило некаде ноќта на 2 или на 3 мај кога Али Изетбеговиќ побарува наводно помош од тогашните структури на ЈНА, бидејќи сваќа дека му се спрема државен удар од неколку структури. Една од тие структури е тоа мокно санџачко лоби кој не само што ги контролираше војните политички, туку и контролираше и тие криминални текови во Сараево и во Босна и Херцеговина. Вела дека Ејуп Ганич е секогаш начело на тоа санџачко лоби во Босна и Херцеговина, па дури и да Али Изетбеговиќ морал тоа да го респектира и да се плаши од Ејуп Ганич. Ja sam imao uticaj ovdje, znate, taj sanđački lobby je jako bio bitan u ratu, jer 50% naših, više od 50% naših visokih oficira u vojci su bili porijeklom iz Sandžaka. Sefer Halilović, Svi su. prvi od general. Jasne, tako dalje i Sandžaklije su... Belalić, Čelo, apsolutno, koji ги убива оние свратови од кои почна и војната тука во Босна и Херцеговина. Да. Значи, тоа се мокни И играчи. тоа е у рату било јако битно. Рамиз Делали Чело, еден од првите команданти на босанската армија, командант на таа 9-та бригада на првиот босански корпус, пред војната или пред 91 година има едно сериозно криминално досие, така е избран и на некој начин всушност босанското раководство го правеше истиот тој модел кој се правеше во Србија со Легија, со Аркан или во Хрватска со Готовина и со другите структури на зенгите, односно на криминалците. Им се дават одредени значки дека си препадници на безбедносните сили, ги вклучувате во армијата и во полицијата и тие се та првена борбена единица или првата фронтална линија на тие борби кои се случува и во Босна, и во Хрватска, и на територијата на Србија. За нашата приказна е интересен фактот дека тој Рамиз Делалич Чело е човекот кој губија првиот српски сват на свадбата во март 91 година во близината на Башчарша и тоа се смета како почеток на војната во Босна и Херцеговина. Prvi udar na Bosnu i Hercegovinu Sandžaklije su dočekali dosta spremno. Veliki broj oficira koji su bili u vojsci Sandžaka brzo su se pridružili našoj vojsci. Tako da smo mi u početku imali preko 50% tog kadra koji je komandao vojskom su bili iz Sandžaka. Ејуп Ганич беше сметан како природен наследник на Али Изетбеговиќ. Меѓутоа за малку ќе завршеше во Хаг за одредени злостори направени во таа доброволјачка улица во срцето на Сараево. Прво беше елиминиран Сефен Хариловиќ од таа позиција командант на армијата на Босна и Херцеговина, а подоцна беше елиминиран и Ејуп Ганич. На тој начин Али Изетбеговиќ расчисти со тоа мокно и влијателно санџачко лоби во неговата околина. Oni su htjeli prvo da sklone Aliju Izetbegovića, da ga eliminiraju fizički. Mislili su da će onda lako sa nama ostalima završiti. Mene nikakva nije bila želja da ja sad pomerim nekoga da ja budem taj. Ja sam samo sprečavao da Bosna zadrži legitimnu vladu. Ja sam tad bio na čelu kad je uhapšen Izetbegović. Добро, зошто сте вие, знаете, тоа е клучно прашање. Председателството на Босна и Херцеговина брои 7 члена. Двајца се Срби, двајца се Хрвати, Али Изетбеговиќ е нели од партијата СДА или Бошначката партија. Најголем број на гласови има Фикрет Абдич Бабо, кој исто од таа партија, а вие сте предлог како југословен да бидете член на тоа председателство. Како тогаш вас ви избира Али Изетбеговиќ да бидете заменик, а не Фикрет Абдич Бабо, например? Zato što, vidite... Бидејќи многу вела дека тоа е всушност па државен удар од ваша страна. Da vam kažem jednu stvar. U početku ja sam pobedio u ime ostalih kao Jugosloven. I nisu puno očekivali od mene. Međutim, ja sam imao ogromno iskustvo. Sam bio na puno funkcija prije toga. I kako je vrijeme odmicalo, moj uticaj je rastao u predsjedništvu. Znači, mislite дека сте биле интелектуално доминантен во однос на Али Изетбеговиќ? Pazi, ja neću tako... Ste imali kontrola vrst nego? Da vam kažem, ja sam imao uticaja, ja sam jako brzo dobio podršku od naroda, pogotovo univerzitetskih profesora, nastavnika, učitelja, ovog, kako da kažem, školovanijeg svijeta. Тоа е санџачката стратегија. Стратегијата на овој
Бошњачки дел околу Алија Изетбеговиќ дека всушност треба да биде формирана некоја мала муслиманска држава која би била наклонета, што ја знам, кон Иран, кон Турција, па ви увезува муџахидини и ви компромитира целиот концепт. Не, апсолутно, видите, никад nije bilo, niti sam ja dozvoljavao da se govori o nekakvoj muslimanskoj državi. To bi bio samoubistvo za nas. Дали Ејуб Ганич дава таа наредба на зелените баретки да бидат масакрирани српските или југославенските војници во Доброволјачка улица на 3 мај 1992 година и на тој начин Сараево и Босна и Херцеговина да се донесат на работна, на крвава граѓанска војна и во таа граѓанска војна можеби првата жртва да биде токму Али Изетбеговиќ, кој во тој момент од југословенските сили или од силите на Југословенската народна армија се чува во касарната во Лукавица. Иначе ако сте вие прв човек, дали вие давате наредбата? Дали вие ги контролирате тие парамилитантни информации и дали тоа всушност не значеше преземање на власта од ваша страна во Сараево и елиминација на Али Изетбеговиќ? Ne, vidite, ja sam vodio pregovore i ja sam izdao naredbu da vojska ne smije izaći iz kasarne. Некаде 200 до 300 метри десно од нас се наоѓа Доброволјачката улица или поранешната Доброволјачка улица во срцето на Сараево. Денес таа улица не постои, сменето името, бидејќи никој во Сараево не сака да се сеќава на тој масакар кој на 2 или на 3 мај 1992 година се случи на таа Доброволјачка улица. Тамо се наоѓаше командата на 3-та армиска област со седиште во Сараево. Беше договорен излегување на командата или напуштање на армијата на територијата на Сараево, кога тоа се случува, конвојот е нападнат, загинати се 6 војници, масакрирани се 6 војници. Дали Ејуб Ганич или еден од лидерите на санџачкото лоби дал зелено светло за еден таков масакар на улиците на Сараево? Mi smo pregovarali kako da izvučemo Aliju Izetbegovića živa. Onda sam ja tražio, mi smo opkolili... Alija se plašala od ovие луѓе. Mi smo opkolili... Alija se plašala od ovие луѓе. Се плашала за својот живот. Ne, da vam kažem. Луѓето кои биле во Лукавица велат дека тој се плаша дека ќе биде екзекутиран. Таа Вартоломејска ног 2-3 мај 1992 година дека може да биде преземена власта, затоа и барал да биде криен во Лукавица. Da vam kažem. To su sad srpske priče da su oni njega sklonili radi bezbjednosti. To su izmišljene priče. On je bio muslimanski vođa, oni su htjeli njega da eliminišu. Bojali su se te njegove vjerske komponente koja može homogenizirati otpor. Ма тогаш веќе вие покажувате сила на терен кој е Ејуб Ганич. Тога санџачкото лоби се постројува. Nije samo to, nije to, pa vidite, ja sam miroljubljiv čovjek, ja sam čovjek od nauke. Pa dobro, не велам дека не сте Џорџ Буш е миролюбив човек, па имаше војни во Ирак, Ne, ali vidite, во Афганистан и каде ли уште не. 2. i 3. maj je vrlo značajan. Mi smo pokazali da se možemo boriti. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbula. Дали Бакир Изетбеговиќ е главниот играч на Тајип Ердоган во реализацијата на тој негов проект за турцизација на целиот Балкански полуостров? Господинот Милорад Додик пред 10-15 дена ве обвини дека работите на проект за дополнителна исламизација на Босна и Херцеговина, дека планирате да увезите или да донесете или да населите некаде помеѓу 300 и 500 илјади арапи на територијата на Босна и Херцеговина, дека сте обновиле некаде околу 1000 нови џамии. На некој начин се исламизирали Босна и Херцеговина. Дали тоа треба да биде првата муслиманска држава после напуштање на Турција и пропаста на Османската империја во стомакот на Европа? После tih njegovih tvrdnji, dakle, provjereni su podaci o tome koliko je ljudi u Bosnu i Hercegovinu ušlo, koliko je iz Bosne i Hercegovine izašlo. Dakle, nije u Bosni i Hercegovini ostalo više od 1000 ljudi u posljednjim godinama, koji su, dakle, ušli u Bosnu i Hercegovini i ostali. Uzmite podatke sa granice, ko je ušao, ko je izašao, to su ordinarne gluposti. I on, Milorad Dodik, majstorski s vremena na vrijeme neku takvu zavitla glupost, oko koje se onda čitava priča napravi. Mi smo ovdje izgleda krivi, što kažu živi. Uvijek će se naći neki jedan mudžahedin, dvojica Arapa, pa onda ćemo mi morati polagati račun što su oni došli u Bosnu i Hercegovinu. Jel mi to planiramo praviti islamsku državu? Ne planiramo. Mi naravno smo Evropljani, imamo namjeru praviti evropsku Bosnu i Hercegovinu, biti članicom EU, članicom NATO-a i ne prestati ići u džamiju zbog toga.
i čuvati svoj identitet, svoju vjeru i to je sve. Da li ste vi glavniот igrač na taj Erdogan od Едрene do Виена? A šta to igra taj Erdogan? Taj Erdogan je голем лидер. Сите тие анализи дека всушност на економски, на културолошки, на политички план, де факто се Која е тоа игра? Османлиска империја. Па добро, и во анализите на ЦИА се велеше дека постојат одредени размислувања, одредени тенденции не за територијално, туку за едно политичко, културолошко обновување на Османлиската империја. Дека Босна и Санџак се можеби клучните елементи од тој процес. Затоа ја прашам дали сте вие главниот играч na taj Erdogan, na prostor od Едрене do Виена. Ja sam jedan od glavnih igrača u Bosni i Hercegovini koji predstavlja svoj narod. Ne predstavlja nikakve inostrane lidere. Ni mog prijatelja taj Erdogan. Vi ste bliski prijatelji? Mi smo prijatelji, ja sam igrač koji igra za svoj narod. Ne igram ni za koga drugog. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. I sa što se zanimaš? Što работиш? Оваа година одмарам, па ќе видиме. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар СМ Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите нашата емисија посветена на тема дали ако Алија Изетбеговиќ прифатеше да биде претседател на скратена Југославија, 200.000 луѓе немаше да ги загубат своите животи во Босна. Јас ви посакувам пријатна вечер Македонија, од овде, од срцето на Баш Чарче во Босна и Херцеговина. Се гледам идната недела во истото ова време.